Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме за одлуката која што треба да ја донесе утре Уставниот суд, со што темата која што може да ја наведеме веќе долу се однесува на тоа дали Уставниот суд ќе го прибере Трајко Велјановски во собранието утре. Токму кога станува збор за тоа, треба само да се посочат некои работи за да може да бидеме начисто за тоа што точно ќе разговараме на телефонските броеви 0260 91 924 или 0260 91 925. Уставниот суд може да ги скрати маките, условно речено, на Трајко Велјановски и да ги отвори вратите на собранието откако ќе се изјасни по иницијативата поднесена од ДУИ за оценување на уставноста на одлуката за распуштање на собранието. Според оваа информација, која деновиве интензивно се врти во политичките кругови, можно е за иницијативата на ДУИ да се расправа веќе на утрешната седница на Уставниот суд и веднаш да се донесе одлука поради итноста на прашањето во овој политички миг. До утрово на сајтот на Уставниот суд за седницата со утрешен датум се најавени други иницијативи, но се најави и оваа. Она што доколку Уставниот суд ќе расправа утре за иницијативата на ДУИ, прашањето е каква одлука би се донела со оглед на тоа дека на 18 февруари годинава Уставниот суд со мнозинство гласови веќе отфрли таква иницијатива, една поднесена од Павле Трајанов од Демократскиот сојуз и друга од Тодор Петров. Според решението, основното образложение беше дека одлуката на собранието не представува пропис, односно акт подобен за уставно-судска проценка. Сега што мислите вие по однос на сето ова, вашето мислење и дали Уставниот суд според вас ќе го прибере Трајко Велјановски утре во собранието и практично ќе почне некако да се одмотува јазолот кој што се заплетка уште повеќе со целата ова не е веќе новонастаната, туку целата оваа настаната ситуација. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега, Уставниот суд е врховно тело, судско тело во секоја земја. Тоа првата одлука на Павле Трајанов и на овој другиот Тодор Петров, да. Тодор Петров, да не ми текнуваш името. Тоа можеше и тој да ја донесе, меѓутоа така му беше диригирано, дека тоа не треба да ја донесе. Меѓутоа, тој исти Уставен суд ја одобри аболицијата, која Иванов ја поднесе, како можеше аболицијата да ја потврди, така може и утре позитивно да реагира на поднесокот од ДУИ. Ја мислам дека Уставниот суд веќе ќе се удри по глава, фигуративно го велам ова, и дека ќе донесе правилна одлука, затоа што ако ова клопче оставиме да се одмотува, ќе биде многу долго. Меѓутоа треба Гордиевиот чвор да се пресече напола, ја мислам тоа ќе биде почеток на расплеткувањето на оваа ситуација во која моментално се наоѓаме. Зашто пратениците примаат плата? Како ја примаат таа плата, значи може и да продолжат со своите обврски во собранието. За војна и за невреме, тоа се приказки за деца. Има и други случаи кај што навистина мора да се свика собранието. Ова е еден од вистинските случаи. Ја мислам дека од утре малце од малце ќе почнеме да не огрева сонце. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден и среќен ден до сите гледачи и до екипата на 24. Благодарам и вам среќен ден. Моето размислување е следно. Уставниот суд ќе мора утре да донесе одлука да се свика собранието и на собраниска седница да се одложат изборите. Бидејќи нема уставни услови за само една партија да оди на избори. Како би било
фудбалски надпревар со една екипа да се одржи. Невозможно. Сега, ајде да земеме пример дека ниједна албанска партија нема да учествува на изборите. Па се знае дека ниједен албанците ќе ги бойкотираат изборите. Тетовско, Кичевско, Кумановско, Дебарско, Гостиварско ќе има многу мала процент неизлезеност. Што значи дека албанците може да дојдат и на протести на 5 јуни доколку вака остане ситуацијата. А второ, зашто 7,5 милиони евра да фрли Груевски, кога самиот Груевски најавува дека тие избори јас нема да ги пратениците што ќе бидат избрани, ќе ги отповикам и ќе наесен пак нови избори. Значи ние од нашиот джеп, од пензионери, од работници плати, два пати 14 милиони евра да дадеме за два изборни циклуса непотребно. Јас мислам дека ова е хаотична состојба, со глава зид не може да урива Груевски за да се спаси од криминалот. Ова му е да докаже демек уште народот е со него, уште го сака. Мислам дека народот е свесен и сите сме свесни колку и што направи Груевски изминативе години и секоја вечер тоа се покажува на масовните протести на шарена револуција, што ги поддржувам и да продолжат така, а доколку Уставниот суд не донесе одлука да се свика собранието, јас ја повикувам шарената револуција и сите токму на 5 јуни пред собрание, пред влада, масовно да излезе народот и да го покаже своето не за избори на 5 јуни. Добро, ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, ако сум ја, добар ден. Ве слушам, повелете ви сте. Овде на кондиција сега не тренираш кој колку може. Првен, посебно се јавив да ти честитам на личниот, приватниот успех. Благодарам. На ти се обрекам затоа што можеш... Ако нема проблем. Ти ни вног. Те осеќам, знаеш колку сум се израдувала, бидејќи на Фејсбук го прочитав, како на моје потресно семејство, на семи да му се случува тој успех, ние така те осеќаме, бар ја така те осеќам. Ви благодарам многу. Нашата фамилија позитивно делуваш, културно, воспитно, мислам стварно. Да ви се враќа за убаво. Успехот е заеднички, да си го делиме, нели бидејќи на Македонија, посебно приватно на тебе и на твоето семејство, горда таа мајка треба да. Так, ви благодарам. Сега, кратко ќе кажам, ова се тактики договорени на Грујо и Ахмети. Груевски, ма какви избори? Нема да одим избори, само да не речи не одам на избори, или ќе оди у хака година избори. Мој речен или хак или ќе прифатиш. Бидејќи Уставниот суд не е политичка институција, не е правна, не е уставна, ќе видите утре, сами ќе се речат по неважи, ќе најдат запирка, тогаш имало грешка Тодоров што прода и ова, и ќе се прифати. Тоа е од Груевски начинот и после он ќе излезе, ја го почитувам уставот и законот. Тоа треба да го прави и опозицијата. Тоа е поентата и сигурно нема да иде, нека не се палат луѓето, нема да иде. Ако иде на избори ќе оди у хак. Ај, чао, пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Според решението кое што било дадено по однос на иницијативите поднесени од страна на Павле Трајанов и потоа од Тодор Петров, каде што основното образложение беше дека одлуката на собранието не представува пропис, односно акт подобен за уставно-судска оценка, зборуваме за она одлука од 18 февруари годинава. По таквата одлука, тројца од 4 судии кои гласале против доставиле 2 издвоени мислења кои можат да се прочитаат на интернет страницата на Уставниот суд. Едното издвоено мислење е на судијата Исмаил Дрлишта, а второто на судиите доктор Наташа Габер Дамјановска и Сали Мурати. Спротивно на искажаниот став на мнозинството, сметам дека оспорената одлука може да биде предмет на уставно-судска оценка и тоа по повеќе основи, повикувајќи се на членовите во Уставот на Република Македонија наведени во иницијативите, член 8 став 1 алинеја 1 и 3, член 63 ставовите 3 и 6 и член 51, пишува во издвоеното мислење на Габер и Мурати. Во обсежното образложение на ваквиот став, двајцата посочиле дека Уставниот суд при донесување на одлуката требало да одговори на прашањето дали постои уставна можност одлуката за распуштање на собранието да има одложено дејство. Тие потенцираат дека во Уставот не е уредено прашањето за одложено важење на одлуката за распуштање на собранието. Со оглед на непокриеноста на прашањето, со конкретна регулатива не може да се толкува дека таквото решение е дозволено, а какво било одлагање на распуштањето на собранието, а со тоа и одложено губење на мандатот на пратениците го оцениле како неспорен преседан.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Значи го цитиравте член 63 и ќе ви го кажам. Значи собранието се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството од вкупниот број пратеници. Таква одлука падна на 24 февруар 2016. Ќе ве потсетам, тоа беше ноќта кога Чичко Бејли отиде во штабот на ВМРО и даде збор, исто тој на Твитер го твитна, дека порачува на 5 јуни да има демократски избори. Односно, таа одлука беше донесена со 83 гласа од Собранието на Република Македонија. Значи, се креира ситуација намерно, што и да направи Грујо, да го исмеете. Ако излезе на избори, го исмејувате. Ако не излезе на избори, ако немаше избори, денеска вашата тема ќе беше Грујо, слаб ти е бетонот. Така Огнен? Ние имавме таква тема веќе дека не се фати бетонот. Так. И тоа беше пред недела и пол, не денес. Сега се поставува клучното прашање. Дали нашите представници, кои демократски ги избравме со 83 гласа, таа одлука важи или важи моменталното расположение на џојстик политичарите? Како ќе им текне? Се вклучуваат, се исклучуваат по нарачка на странски емисари. Тоа е клучното прашање, Огнен. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали Уставниот суд ќе го прибере Трајко Велјановски во Собранието на Република Македонија според одлуката која што треба да ја донесе во текот на утрешниот ден, 18 мај. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Благодарам. Честитки до емисијата. Благодарам. Честитки до тебе. Благодарам. Многу сте непристрасни, гледани, посебно ти ме воодушевуваш. Дури краватата ти е шарена. Да, добро, тоа во однос на нотите. Некако така музички се чувствувам денеска. Весело. Разигран. Весело, да. Повелете. Поздрав само до емисијата, до тебе посебно, Огне, и пријатно се најубаво. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Се слушаме во некоја следна можност, се надевам. Во обстежното образложение на уставните судии Габер и Мурати се вели од самата содржина на одлуката е евидентно дека со неа се врши дополнително регулирање надвор од уставот, всушност креативно дополнително нормирање на уставните одредби кои се однесуваат на распуштањето на собранието кои како такви воопшто не се предвидени во уставот. Ова представува основна причина зошто ваквиот преседан ни најмалку не ја исклучува надлежноста на Уставниот суд да навлезе мериторно во оспорениот акт, особено во делот кој евидентно се разликува од она што уставот јасно го нормира, потенцирале Габер Дамјановска и Мурати. Дали Уставниот суд при оценувањето на иницијативата на ДУИ сега ќе се раководи од аргументите кои еднаш ги отфрлил, а се клучни во овој случај дека одложеното дејство на распуштањето на собранието не може да се поистоветува или споредува со одложеното дејство на закони или други нормативни акти кои всушност самото ги носи, бидејќи се работи за нераспоредливи категории. Добар ден. Се јавувам од Велес, само да прачам вака. Ајде. Бидејќи дали Уставниот суд ќе го прибере или прибере, ќе го прибере Велјановски, јас да ви кажам искрено, не се надевам. Добро. Еве од која причина. Причината е едноставна. Ако Уставниот суд се почувствува на вистина адекватен да одговори на барањето на народот, тогаш требаше уште тогаш да одговори вистински, така како што требаше да одговори. Меѓутоа, бидејќи тој повеќе го сака сопствениот живот од животот на сопствениот народ, верувам дека тие, ако признаат својата грешка која ја направија, треба да се самоубијат, а бидејќи го ценат сопствениот живот повеќе од животот на својот народ, верувам дека ќе потврдат истата таа одлука. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен гледаш на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Се слушаме добро, ден. Да, одлично, повелете. Сакам да ги замолам останатите гледачи, пред не вас до емисија. Оние што се јавуваат секој ден.
најблаго и најдобронамерно да не ти ја минираат емисијава. Кога ти кажуваат дека толку многу те сакаат и почитуваат, не може да ти ја минираат емисијава. Секој ден ги знаеме нивните мислења. Има и други слушатели кои што сакаат да се јават и да кажат собствено мислење. Мислам вака најдобронамерно. Не, супер, не добро. навредувам никого. Нема проблем, повелете. Во околу темата, ништо нема утре да донеси Уставниот суд, тоа е моето мислење, се ќе си продолжи понатаму како што си е, а странскиот фактор нека бара друга солуција. Добро. Поздрав! Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледаш. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Многу поздрав до тебе и до Благодарам. Поздрав и до вас. Овој наслов многу е напишен, ама мене не ми се свиѓа што Уставниот суд утре треба сам да се донеси пресуд за себе. Тој треба да каже дали е тој Уставен суд на Република Македонија или Уставен суд на Никола Груевски. Затоа што политичката одлука се донесе прошлиот пат и за председателот и за предвремените избори кои што предвреме ги распуштаат, тоа не пишува ни во Уставот, ни во Законот за избори и именување. Тоа никој не може да го убеди во Република Македонија. Прво и основно, Трајко Вилјановски, како имаше вчера овластување да оди во Рим, да го прашам ке папата. И тој е пратеник. Тој е еднаков исто како и другите пратеници. Само што е спикер во собрание. Да се разбериме, ако му трае мандатот на председател на собранието, врз база на закон ви кажувам ова, му трае и на пратениците мандатот до изгласувањето на новиот парламент, пратениците во пасивно работење. Тој во секој момент може да ги свика за било која работа. Немојте да ги слаат во случај на војна, во случај на земјотреси или некој неволи. Не е вистина. Председателот на собранието, ако не го свика, ќе го свикаат пратеници, да знаете. Има право во законот за именување и избори 20 пратеници да свикаат собрание. Дали ќе го води Трајко Вилјановски, нема да го води, тоа многу малце нас ни вреди, затоа што прво и основно, овде, во оваа ситуација сега, Уставниот суд, бидете свесни дека тие 5 суди нема да гласат за, да знаете. Затоа што тие сами со себе се судат во своите души, затоа што тие се политички послушници, што ќе го речат, тоа ќе права. Али, едно кад да кажем, она и преси го спомна, Огне, 7,5 милиони евра да се врлат во ветер, кога имаме многу лоши работи во државата, имаме сиромашки, имаме стечајки, имаме социјални. Зашто тие пари, кога гледаме дека не може да се оди на избори, нема услови прво, да се разбереме, врз база на законот за именување избори, 51%, каде ќе иде да се разбереме во Македонија на избори? Нема во Македонија да бидат легитимни, а не во Европа. Се разбереме, овде кај во Македонија. Затоа Никола Груевски кажува дека нема да имам јас билборди, нема да имам јас кампањи, ќе одам од цело насело, ќе обеќам по 6.000 евра на младите да отворат земјоделски работилници. Ве молам, тоа е чиста лага и некој, пазете, интересна работа. Тој човек малце треба да се цукни па глава што е носи на рамена. Господ вика, не дал главата само за убавина, туку да размисли. Добро. Дека Македонија паѓа во вода. Добро. И ние треба на Македонија да помогнеме. Во ред. Ви благодарам многу. И јас вам ви благодарам за јавувањето. Се извинувам да доколку Уставниот суд утре распуштањето на собранието го прогласи за противуставно, тогаш одлуката ќе биде ништовна и парламентот ќе треба да продолжи со работа. Зборуваме за онаа одлука претходна. Со тоа ќе се отвори можност и за исполнување на еден од клучните услови за обновување на преговорите помеѓу лидерската четворка, односно одржување седница на која ќе се поништи одлуката за избори на 5 јуни. За вториот услов повлекување на аболицијата во оптек се две можности: автентично толкување на председателската одлука од страна на Собраниската законодавно правна комисија или одлука на Уставниот суд.
Од граѓани до Уставниот суд веќе е поднесена иницијатива за оспорување на членот 11 од Законот за помилување, но засега не е известно кога ќе се расправа за тоа. Експертската јавност е уверена дека не постои друг излез од кризата освен одложување на изборите и поништувањето на одлуката за аболиција. Деновиве се актуализира и прашањето за финансиските импликации од неразумното трошење на 7,5 милиони евра буџетски средства колку што ќе чини организирањето и спроведувањето на изборите, а на кои ќе учествува само една коалиција. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ето видете, јас не знам дали нешто се случи во Уставниот суд, бидејќи партиите ВМРО и ДУИ веќе се разделија. Не беа само тие што беа приклонети кон ВМРО, што гласаја за одлуката на Иванов да аболира се живо и диво, да беа и судиите кои што се политички беа врзани со ДУИ. Мислам, делегирани од ДУИ. Што значи, јас мислам, Уставниот суд сега во овој случај би требало да биде неутрален и би требало да суди во корист на народот. А народот и државата, нормално. А државата се знае во кој правец оди, се знае дека е во голема криза и дека навистина треба спас во овој момент. И би требало да суди нормално, како што веќе кажа експертите, би требало да суди во корист на државата и на народот, што значи би требало да се прибере Трајко Велјановски во собранието, да се поништи законот за аболиција, да се изборите да се откажат, меѓутоа и онака тие нема да бидат легитимни избори. Меѓународната јавност веќе се изјасни дека нема да ги признае, така да џабе ќе бидат изборите, само парите ќе се потрошат, ништо повеќе. Па еве и на Груев му е веќе јасно дека нема да бидат, затоа и нема да прави паради низ Македонија со автобуси и со што ти ја знам со сендвичи и таму води, туку едноставно се откаже, ќе оди од врата на врата, ќе бара некој, се уште некој залутан едно друго да види дали е за него или не е за него, така да ќе прибира уште луѓе. Добро. Гласачи, меѓутоа нема да му успее. Дефинитивно треба да се изјасни Уставниот суд во корист на народот и ништо повеќе. То не знам повеќе што да кажам. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден, огнен поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. Јас малку поинаку ќе сртам дискусија. Имајќи ги предвид составов на овој Уставен суд, јас не верувам дека ќе донесе таква одлука. Макар што во интерес на држава, како што кажа претходниот гледач, би требало тоа да направи, да го прибере утре Трајковски, меѓутоа чисто се сомневам. Тоа да рачистини. Еве зошто. Тоа е по мене, ајде да го кажам малку по друг смисол. Председателот на собранието, председателот на државата, председателот на Уставниот суд, премиерот. Тоа е едно слепо црево кое треба подхитно да се острани. Значи тука е потребен хируршки захват. За жал, тоа така треба да биде. Затоа што јас не верувам дека утре Уставниот суд ќе го прибере Трајковски. А би требало во интерес на државата. Ако тие мислат за државата, ми се чини дека се тоа што направија до сега, и председателот што го направи, и на државата, и председателот на собранието, и премиерот, и Уставниот суд, буквално сето ова е на штета на нас, народот, штета на државата. Тие не мислат за оваа држава. Ако мислеа, немаше да не доведат во оваа ситуација во која сега се наоѓаме. И тоа е крај. Добро. Мене ќе им биде драго ако тоа го направат утре, меѓутоа ви кажа од кои причини се сомневам во тој Уставен суд и јас тој Уставен суд не го ни признавам. Таму не се тие компетентни и тие не можат да одлучуваат за оваа држава.
Ви благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Драган Малиновски, поранешен председател на Државната комисија за спречување криминал и корупција, смета дека со право се актуализира прашањето околу излезот од кризата, односно, особено што и од страна на ВМРО-ДПМНЕ како единствен учесник на овие избори, веќе од сега се најавува дека веднаш по нивното одржување собранието би се само распуштило пошто би следеле нови избори. Ако е тоа така, се поставува прашањето зошто тогаш изборите по секоја цена мора да се одржат на 5 јуни и дали сега владеачката партија, знаејќи дека таквите избори се однапред пропаднат проект, свесно предизвикува огромна штета на државниот буџет. Во едни такви околности, јас не би ја исклучил можноста и за кривична одговорност на оние кои со своите неодговорни постапки ќе ја предизвика таквата штета, вели Малиновски за Дојче Веле на македонски јазик. Според него тезите дека не постои уставна и законска можност за повторно свикување на собранието и одлагање на изборите, представува невешт изговор на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи целиот корпус на норми кои му го регулираат изборниот процес базираат на принципите на плурализам и компетитивност на политичката понуда. Одговорот на овие дилеми е во утре тоа да се донесе одлука експресно на Уставниот суд, доколку се точни информациите што доаѓаат од 4 партии потписнички на договорот од Пржина. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој? Добар ден. Кој ни се јавува? Во програма сте, доколку имаме некој на линија, слободно зборувајте. Добро, додека да вклучиме некој. Демократскиот сојуз врз основа на стручната анализа и компаративните искуства оценува дека одлуката за самораспуштање на собранието донесена на 23 февруари 2016 со одложена примена е спротивна на уставот, здравиот разум и правната логика. Закажаниот датум 5 јуни 2016 е ништовен и на тој ден не може да се одржат избори. Факт е дека на 23 февруари собранието донесе одлука за самораспуштање, при што согласно уставот член 63 став 3 изборите требаше да се одржат во рок од 60 дена, односно најдосно до 23 април 2016, сметаат од Демократскиот сојуз денеска. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам. Много поздрав од Велес. Поздрав и до вас, повелете. Во Македонија постои устав и закон. Тој устав и закон мора да се почитува. Без разлика дали се работи, затоа што тој уставен суд не е ни на господинот Груевски, не е ни на господинот Заев. Тој уставен суд го имаат луѓе кои се обучени, кои знаат како да се справат со тој закон. Не може некој да ни кажува, амбасадорскиот чадор не може да кажува дали треба да има избори или нема да има избори. Колку пати досега уставот е прекршен, колку пати досега уставот не е испочитуван само затоа што еден лидер на опозиција не сака да има избори, знаејќи дека ќе ги однапред дека ќе изгуби. Тој господин не може да поставува услови да имаме условен датум за избори. Не знам во која држава, нека каже во која држава постои таков закон. Ако постои во некоја држава, тогаш може кај да има условен закон датум за избори. Затоа да ги оставиме судиите да одлучат и да кажат кој е, дали е уставно, дали е противуставно. Ако не е противуставно, изборите ќе се одржат на 5 јуни. Дали ќе учествуваат опозицијата, дали нема да учествува, тоа лично господинот Заев и неговиот амбасадорски чадор што го заштитува постојано. Пријатно мене се најубаво. Пријатно и до вас, се посакувам убав ден во Велес. Следниот јавувач, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мислам дека ние сме независна 25 години држава. Имаме устав, имаме институции, но некои кои, гледам и беше кажано во емисијава, не признаваат македонски државни институции, од друга страна бараат да се возобнови, така да речам, собранието со работа, а не го признаваат за легитимно. Во тоа собрание ВМРО-ДПМН има мнозинство и има право да формира влада. И таа влада и тоа мнозинство не го признаваат. Како сакаат да имаме собрание, да се вратат сите во собранието и да работи тоа и да одлучува кога не го признаваат. Ни мнозинството избрано од овој народ, ни премиер и влада избрани од тоа собрание. Од тука мислам дека конечно не треба да се повикуваат некои на народот, пошто овој македонски народ и другите добронамерни сожители не сакаат украинско сценарио, не сакаат сквернавање на наши македонски споменици и институции. Дали Уставниот суд утре ќе го прибере Трајко Велјановски во собрание? Мислам дека Уставниот суд
Знај дека во оваа држава постои мнозинство во собрание кој има право да одлучи да се распушти тоа собрание, да се оди на избори. Проблемот на овие кои не сакаат избори му е што народот ги нејки вакви какви што се и затоа бегаат од избори како ѓавол од темја. И мислам дека конечно треба да мислат на мир, на убавина, на живот, а не на бес, на Содома и Гомора, од кои со ѓавол од тикви сади од глава му се кршат. Ајде, поздрав. Пријатно и до вас. Цитатот беше на тема кој со на тема го тикви сади, не со ѓаволот, ама добро, како кој слушнал. Ви благодарам за вниманието во текот на денешното издание. Останете со 24 вести. Деталите околу оваа тема за која што ние денеска разговаравме во емисијата ги има колешката Душица Мрѓа, токму во Дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.